Почитувани граѓани, денеска заедно со директорот на Фондот за иновации и технолошки развој Деспотовски сме во посета на Пакомак, компанија која што навистина покажува што значи да се воведуваат европски стандарди и европски иновации во нашата држава. Покажавме како влада дека навистина вложуваме во реалниот сектор, се со цел да тие имаат подобар технолошки развој, а со тоа да ја раздвижат и економијата на еден поинаков и иновативен начин кај нас. Оние инвестиции кои што се случуваат преку Фондот за иновации навистина даваат значење и тоа го гледаме низ секојдневните посети во компаниите кои што тие ги имаат. Не само што ние развиваме економијата, во суштина со ваков тип на иновации ние добиваме и повисоко платени работни места. Од друга страна, Пакомак покажува дека заштитата на животната средина и рециклирањето може да стане наше секојдневие и тоа се покажува и во европските земји. Токму затоа тие европски стандарди се оние кои што ние ги носиме. Но дополнително кое што сакам да го истакнам дека навистина Фондот за иновации води грижа и за родовиот баланс. 33% од компаниите кои што се поддржани од Фондот за иновации во минатите 2,5 години се раководени или основани од страна на жени. Секако дека тој процент треба да се зголемува постојано и да ги поттикнуваме жените кои што се претприемачки да аплицираат во Фондот за иновации. Дополнително што сакам да истакнам дека овие инвестиции се за многу пати зголемени, тоа го истакна директорот. Само за споредба, до 2017 имало 36 компании поддржани преку фондот, додека во 2,5 години имаме повеќе од 382 компании поддржани од страна на фондот. Ово укажува дека инвестициите се реални, финансиските средства кои што одат во компаниите даваат резултати и тие имаат потреба од ваков тип на поддршка. На истиот овој начин продолжуваме и во наредниот период. Благодарам. Добро, денеска имавме со вице-премиерот Царовски имавме можност да посетиме фирмата Пакомак, која што е една од 430 микро, мали и средни компании домашни од Република Северна Македонија кои што искористија средства од Фондот за иновации и технолошки развој во изминатите 3 години. Обемот на финансирање за сите овие 430 домашни компании некаде над 72 милиони евра, од кои што државата учествува со 55%, тоа значи дека останатите средства некаде околу 30 милиона се средства кои што ги вложуваат самите компании, вклучително и фирмата Пакомак, за 70 пати е зголемен обемот на финансирање во изминатите 3 години. Тоа покажува дека и економијата има потреба за државна поддршка, меѓутоа дека и владата со навремени и добро подготвени мерки излегува пресретни тие барања. Како што споменав, компанијата Пакомак е една од 430 компании. Јас само ќе споменам дека анализите кои што веќе ги завршивме заклучно со 2019 година говорат дека од овие компании скоро 80% веќе работат со добивка, дека во однос на годините пред да реализираат инвестиции, добивката расте со 71%, дека бројот на работни места се зголемува за 10%, дека просечната плата расте за 11%, во поголем дел на овие компании просечната плата е веќе над 40.000 денари, што само покажува дека економските политики што се спроведуваат, особено во рамки на планот за економски раст, преку програмите на Фондот за иновации и технолошки развој даваат резултати. Ова поддршка која што денеска ја гледаме дека се реализира преку фирмата Пакомак, можам само да најавам дека ќе продолжи во наредниот период. Денеска ги информиравме нашите гости, директорот на Фондот за иновации господин Јован Деспотовски и вице-премиерката Мила Царовска околу докаде е развојот на повратната вендинг машина за пластични шишиња, која ја развиваме заедно со Фондот за иновации, зашто сме благодарни бидејќи изминатава година дена навистина се покажа дека имаме одлична соработка, навремени извештаи доставуваме, навремени уплати у фондот и тоа навистина многу ни помага во навремено развивање на машината. Во моментот сме некаде до половина со развојот на оваа машина, која очекуваме да имаме како прототип некаде во октомври оваа година, а како финален производ во јули следната година, така е планат и со Фондот за иновации. Очекуваме оваа машина да придонесе многу во собирање на чиста пластична амбалажа и лименки од населението, при што ќе добиваат одреден бенефит сите оние што ќе користат таа машина како поени, кои потоа може да ги користат или за плаќање на јавни сервиси или во супермаркетите со кои преговараме, каде што ќе може да ги конвертираат во пари. Очекуваме дека со комерцијализација на оваа машина ќе можеме дел од тие машини да ги понудиме и на соседните земји и да придонесеме и во извозот на технологија, така да речам, од нашата земја, бидејќи машината развиваме со Факултетот за електротехнички науки, информатски науки и мислиме дека ќе биде многу современо, модерно решение што ќе биде конкурентно и на регионалниот и европскиот пазар.
Што ќе прави таа машина? Што ќе прави? Значи машината, секој граѓанин ќе може да дојде да пушти шишиња во машината и ливенки. На крајот од процесот на пуштање со посебна апликација ќе може да наполни поени на својот телефон, кој потоа тие поени ќе може да ги користи за плаќање на јавни услуги, може да ги користи за плаќање билети за јавен превоз, за театар, филхармонија, во супермаркет, како дел од сметката, да му се намали сметката за комунален отпад што ја плаќа. Така да ќе постојат многу начини како да ги искористат поените. Се разбира на почеток ќе почнеме со една-две опции да видиме како функционира. Понатаму како тоа ќе се идентификуваат проблемите, ќе се решат, ќе ги прошириме на барем 20 можни опции секој граѓанин да ги користи тие поени. И на некој начин ќе вратиме бенефит кон граѓаните за тоа што се општествено одговорни и рециклираат.